Ева ни дојде наставничката Сања. Здраво. Здраво, здраво. Како сте денес? Супер. Одлично, спремни за Спремни за математика. работа. Да. Мило ми е. Денес имаме часот по математика за 6 оделение, ние проценка, цртање и мерење на агли со помош на агломер. Лина, додека да не ја избрише таа табла, може да се послужиме и овдека. Ќе ви нацртам неколку агли за почеток, а вие да се обидете да ми ги подредите по големина, почнувајќи од може. најмалиот. Може. Ја се заврши со таблата, ако сакате можете и таблата Па да ќе искористиме таа табла кога ќе ни треба прецизно цртање. Сега само Важи. проценка ќе имаме на кој е поголем, кој е помал агол. Еве, ова ника ни еден агол. Потоа имаме вториот вака. Еве ни го третиот. Четвртиот. Петиот. Овој малце ќе го скратиме. Имаме простор да нацртаме. Имате Сега што овдека треба да направиме? нацртано 6 агли. Да ги подредиме по големина. Ќе ставаме под секој од аглите бројче. Кој е првиот агол? Најмалиот. Најмалиот е овој. Така, потоа Потоа е така, не ве збуни што е малце искусено нацртано. Не. Така, третиот е овој. така, Четвртиот е овој. Одлично. Петиот е овој и шестиот е овој. браво. Што ви помогна да процените кој е најмал и поред како одат по големина аглите? По самиот агол, по тоа колку е аголот, отворено. колку е Така. остриот агол, најострите агли би била најмалите, а најтапите агли би биле најголемите. Така, дојдовме, на значи до поимите, она што сакав да ве прашам, дојдовме до поимите остар и тап агол Да. и уште еден агол. Може ли да ми кажете овој агол Прав како се? агол. Прав. Одлично, значи ги имаме и правите агли. Како ќе препознаваме кој е остар, кој е тап, а кој е прав агол? Секој агол кој што е помало од 90 степени е остар агол, а Одлично. секој агол кој што е поголем од 90 степени е тап агол. Браво. И само ќе ја допрецизираме дефиницијата, бидејќи имаме и нулти агли, имаме и полни агли, значи остриот агол е агол кој што е поголем од 0 степени, а помал од 90 степени, правиот има точно 90 степени, тапиот има повеќе од 90, но помалку од 180 степени, затоа што имаме и нешто што се вика рамен агол, а рамниот агол има точно 180 степени и полн агол, а тој има 360 степени. Овдека на цртежот значи имавме остар, тап и прав. Денес ќе цртаме само такви агли, но еве за подсетување на учениците ќе ги нацртаме да се подсетат како изгледаа и рамниот, нултиот и полниот агол. Ајде. Ево овдека имаме простор. Добро. Не е баш рамен. Да пробаме. Така, спотенка. Не. Ајде, тогаш ќе избришеме таблата, па ќе Еве еве го, одлично. Значи што мора да внимаваме само да го ставиме и темето тука Темето. и ознаката за агол, дека од овде до овде Овде кога се мериме работи имаме за 180 степени. И уште една работа. Да. Еве вака. Кога е само вака нацртано и тука почетокот. Ова ни е нултиот агол. Добро лина, ова лина што го нацрта е полн агол. Значи да А внимавате. затоа мислев дека требаше полн агол. Нултиот па полниот. Во ред не е Добро, проблем, значи извинете. таман ќе објасниме за да не се збунат учениците и да прават разлика во ознаките, затоа што често знаат да ги помешаат овие работи, затоа што на изглед и нултиот и аголот од 360 степени изгледаат исто. Затоа што тоа е ова. Значи, од тука треба да почнеме да мериме, но самото име нулти агол ни кажува дека ќе има 0 степени. Значи, каде е Немаме првиот, таму е и вториот крак, се преклопуваат, значи не се поместуваат. Да. А затоа ова е ознаката за нулти, а полн агол. Значи, ова. од тука почнуваме да цртаме, но вртиме 360 степени, затоа ова овдека лакче ни означува дека поминале 360 степени. И вториот крак дури тогаш ќе се совпадне со првиот. Првиот. Значи, кога на цртежот е вака, без
кругчето Е околу нулта. е нулти агол, а Логично. кога е вака Ова е е 360 степени. Добро, вака се подсетивме. А сега овдека ќе нацртаме неколку агли и ќе видиме како се мерат со агломер. Супер. Ева вака прво ќе се послужиме со триаголниците. Само еден маркер. Еве ги. Ајде помогнам. Така. Каков е овој агол што го цртам? Тапа. Тап агол. Тап. Овдека ќе нацртаме уште еден агол. Ова е Остар. остар агол. Остар. Се сеќавате? Како се мери, се Да. сеќавам. Еве го агломерот, со помош на агломерот мериме агли и како одеше Се постапката? става Така, што е- темето на аголот, внимаваме точно да е поставено и внимаваме да е ова е овдека нулата да биде порамната со овој крак. И што внимаваме потоа? потоа да ги На која бројка бројка ќе одговара, но што знаат често да се збунат учениците? Агломерот има двојна скала. скала. Значи што внимаваме? Од која страна го порамнивме? Ако од десно порамнивме, значи ја гледаме десната нула, секогаш од нулата читаме. Значи овдека е нула. И ја Бројаме, гледаме да. внатрешната скала. Што забележуваме? Нека е некаде 125. 125 Значи овој агол ќе има 125 степени. степени. Ова е веќе остар агол. И ќе- И еве го порамнуваме повторно и забележуваме дека ова има 42 степени, ако сме 42? попрецизни, да. 42 степени. Сега ќе им покажеме зошто ни служи и другата страна на Ајде. агломерот, другата скала. Ако аголот е нацртан вака, сега, Тогаш се кога ќе мери го од поставиме овдека, Тогаш од другата страна. така не може од ваму да мериме кога на оваа страна ни е нацртан агол. Затоа значи ја користиме левата скала на агломерот и сега ја порамнуваме таа нула тука. И читаме веќе по надворешната скала и забележуваме дека овој агол ќе има 32 степени. Значи прецизно сега меревме, а сега ќе ви нацртам неколку агли, а вие да направите проценка без да ги мерите, а потоа ќе ги измериме со агломерот да видиме колку сте биле. Одлично. Ајде, важи. Може да го избришеме ова. Готова, веднаш. Еве. Та еден агол. 60 степени. Ќе видиме дали беше во право. Прво ќе нацртаме неколку. Еве ќе нацртам по два. Два за тебе, два за Марија. Ајде. Добро. Ајде помалку од 120. Ајде, која сака прва да почне? Еден остар, еден тап. Еве, јас овој мислам дека е не само вака да размислам вака. Нема проблем, убаво, повели, имаш доволно време за размислување. Вака да размислам. Па мислам дека е нешто над 50 степени, не е 60, нешто колку 50-55 степени би рекла. Ајде, ќе запишеме 55, а потоа ќе 55. измериме колку е. А тапиот? Па тапиот мислам дека е околу 120, нешто Добро. 110-120, така 120 да остави. Марија? Ајде. Па ќе ги измериме на Тие крај. другите сега сум Да. јас, така? Јас мислам дека околу 25 степени максимум. Добро. А тапиот? Тапиот па 140 може да е. Добро. Лина, Или те- 100.
Да. Добро, ајде, ако Да. се Од 140. 140 до 160. Ау, тоа ми веќе ето, Марија нема голема, шанси. не дека нема шанси, туку значи мора да бидеме малце попрецизни да ви даваме не, толков на распон. 140, 140 да. остануваш добро. Лина, приметив кога сакаше да го процениш, што направи со раката? Си ја направив правата за правиот Одлично. агол, за Одлично, да имам токму проценка колку би требало да така, биде. браво. Сега бидејќи некако вака замислено ми изгледаше како да ова не е баш идеална половина за да биде Така, 45 степени, тука малку над, затоа претпоставав дека е нешто од Одлично, 50 многу до ба- 60 и реков 55. Одлично ти текна. Значи секогаш треба нешто Да да ја имаме за замислиме ориентација, така. правата. Бидејќи овој агол овдека е блиску до 90. 90, Значи што да. правиме? Ја замислуваме како Ја ќе ни замислуваме изгледа правата, тука. да. Половина знаеме од 90 дека е 45, а ова и- забележуваме дека е повеќе. Вака може да направиме, Може, еве да. правава. Еве тука да речеме. А овдека имаме повеќе од 90, 90. но забележуваме дека е поблиску до 90-ката отколку до 180, да. значи треба на 90-ката да ја додадеме. Да ја додадеме нешто што И истиот принцип и тука. Ајде да видиме Да. колку бевме блиску. Ајде. Ајде. Да мериме. Да. Шклоп. 52. 2. Браво. Запиши го само точното. 52 степени. Браво. 122. Одлично. Ајде да Супер. видиме Ајде Марија да колку видиме. беше блиско. Чекате само. Не. Горе. Нагоре на ова. И овде 30. и 32. Добре. Долу Да, а до е 140. 42. 2. Одлично проценивте. Да. А кога имаме одстапка 2 до 3 степени и не се смета за За некоја си статистичка одстапка. грешка се смета. Одлично, значи се снајдовте со проценките. Ајде сега по еден нагол да ми нацртате. И вие да погодите колку степени. Ајде. Имаме друга игра за погодување. Да. Сега само по еден нагол ти ни нацртате, па ќе одиме на играта со погодување. Ајде, каде е Ајде, това? каде е Снегерот? тоа? Ема го. Рина ќе ми нацрташ аголот 170 степени, но да биде завртен на левата страна. Аголот да биде завртен Да. на левата страна. Да извежбаме примената на двојната скала на агломерот. Можеш и со агломерот, не е Да, проблем. еве вака. Може со? Може, победне? И сега треба да измерам за да знам каде. Така. Ете така, треба од таа страна. 170 степени. Така. Тоа му доаѓа. Одлично. Така. Марија, сега ќе ни нацрта шаголот 20 степени, ама да биде завртен сега овој на Од 10. другата страна. Да. Добро, тоа е ова. Сега ќе земам да измерам. Сега од тука. Така, одлично. Колку рековте? 20. 20. Што значи дека тоа би Еве ни дошло, скалата. да, скалата од овде 20. Така, Тука. Сега да ги спојам. така.
сега се веќе син играч и црвен играч. Така. За да може дома да пробаат. Еве го. И 40 степени имаме, добиваме. 10 поени. Мислам дека доволно им беше на 6 оделенците. супер. Одлично, одлично. Од око знаеме више да мириме агли. Кратка пауза и математика за седмо. Седмо оделение.